Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Скопје на 11 јуни ќе добие нов современ спортски објект со свечено отворање на целосно реконструираната спортска зала Расадник, лоцирана во општина Киселавода. Настанот ќе започне во 10 часот и 30 минути, ќе се одржи под мотото Расадник на шампиони и слоганот Дом на спортот, дом на идните шампиони. Организатори на отворањето се Министерството за спорт, град Скопје и општина Киселавода, кои најавуваат целодневна програма исполнета со спорт, рекреација и содржини за посетители од сите возрасти. Новиот изглед и капацитетите на салата представуваат една од најзначајните инвестиции во спортската инфраструктура во главниот град во последните години. Во рамки на свеченоста ќе се реализираат спортски фестивали, презентации и демонстрации на повеќе спортови, дружба со познати македонски спортисти, репрезентативци и спортски легенди, како и можност посетителите одблизу да ги разгледаат новите услови што ги нуди објектот. Централен дел од програмата ќе биде свечената церемонија на отворање, како и ревијалниот надпревар меѓу актуелниот македонски ракометен шампион Вардар и екипата на Вардар ветерани. Посебно внимание е посветено и на најмладите посетители, за кои ќе бидат организирани детски активности и забавна зона. На настанот најавено е обраќање на градоначалничката на општина Киселавода Бети Стаменковска-Трајковска, градоначалникот на град Скопје Урце Георгиевски, министерот за спорт Порко Ристовски и председателот на владата Христијан Мицковски. Организаторите упатија покана до сите граѓани, спортски работници и љубители на спортот да присуствуваат на отворањето и заедно да го одбележат почетокот на новото поглавје во развојот на спортската инфраструктура во главниот град. Влезот за сите посетители е бесплатен, салата во иднина ќе биде и домашен терен на Вардар 1961 за надпреварите од домашното првенство. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски оствари средба со 8 практиканти кои успешно ја поминаа селекцијската постапка и официјално започнаа практична работа во рамки на локалната самоуправа. Во следните 6 месеци практикантите ќе бидат ангажирани по 20 часа неделно во различни сектори на општината, согласно нивните студиски програми. За својот ангажман ќе добиваат месечен надоместок во износ од 15.000 денари. Герасимовски истакна дека годинава сите избрани кандидати доаѓаат од различни образовни области, што овозможува нивно соодветно распределување и стекнување практични знаења во доменот на идната професија. Ме радува што оваа година сите практиканти се од различни струки и се распоредени во соодветните сектори. Тие ќе имаат можност да стекнат искуство во доменот на својата идна професија, да видат како функционира локалната администрација и како се носат одлуки што влијаат врз секојдневниот живот на граѓаните, изјави Герасимовски. Тој посочи дека ваквите програми имаат значајна улога во поддршката на младите во почетните фази од нивниот професионален развој. Додаде дека за дел од практикантите постои можност за продолжување на ангажманот и по завршувањето на програмата. Според него практичната работа придонесува за развивање професионални компетенции, тимска работа и комуникацијски виштини. Општина Центар втора година поред ја реализира програмата за практиканство, за која е обезбеден буџет од 1,5 милиони денари. Програмата има за цел да им овозможи на младите практично работно искуство, надградба на знаењата и полесен премин од образование кон вработување. Општина Аеродром продолжува со акцијата за бесплатно собирање кабаст отпад со цел да им овозможи на граѓаните организирано и соодветно одлагање на стариот мебел и останатиот отпад од поголеми димензии. Во рамки на акцијата, денес и утре специјално поставени контејнери ќе бидат достапни на две локации во општината, на булеварот Асном, како и на булеварот Јане Сандански. Од локалната самоуправа ги повикуваат жителите да ја искористат можноста бесплатно да се ослободат од кабастиот отпад и со тоа да придонесат кон почиста и поуредена животна средина. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски упати апел до граѓаните активно да се вклучат во акцијата. Искористете ја можност бесплатно и организирано да го одложите стариот мебел и другиот кабаст отпад, порача Митевски. Акцијата е дел од активностите насочени кон подобрување на комуналната хигиена и создавање почиста урбана средина за сите жители на општина Аеродром. Градот Скопје вчера организираше свечена манифестација Првенец на генерација, на која им беше оддадено признание на најдобрите ученици од средните училишта во главниот град за нивниот успех, труд и посветеност во текот на образованието.
Како новина оваа година, секој првенец на генерација добива лаптоп, символична и практична поддршка која треба да им помогне во понатамошното учење, истражување и развој на нивните способности и таленти. Од град Скопје посочија дека признанието не представува само награда за постигнатите резултати, туку и потврда за дисциплината, карактерот, упорноста и љубовта кон знаењето што учениците ги покажале во текот на своето школување. Во обраќањето беше истакнато дека образованието останува една од клучните инвестиции за иднината. Младите генерации се двигател за идниот развој на градот и државата. Градот најави дека поддршката за учениците ќе продолжи и преку реализација на научно-наставен камп, организирано летување за талентирани ученици и ученици од социјално загрозени семејства, обезбедување бесплатни униформи, модернизација на училишните лаборатории, подобрување на условите во училиштата и уредување на училишните дворови. На учениците им беше упатена порака да продолжат да вложуваат во своето образование, да веруваат во сопствените способности и со истрајност да ги следат своите цели. Свеченоста заврши со честитки до правенците, нивните родители и наставници, како и со порака дека нивниот успех е само почеток на нови достигнувања и можности. Општина Бутел продолжува со реализација на инфраструктурни проекти во населеното место Расадник со фокус на подобрување на локалната патна мрежа и условите за живот на жителите. Градоначалникот Дарко Костовски информираше дека денеска официјално започнале градежните активности за реконструкција на улицата Ангел Мојсковски, која представува дел од поширокиот план за уредување и модернизација на улиците во ова населено место. Според најавите од општината, во следниот период ќе следува реконструкција и на улиците Александар Грличков и Љубинка Басотова, со што ќе продолжи обновата на инфраструктурата во овој дел од Бутел. Костовски потсети дека претходно биле реализирани активности на главната улица во населеното место, како и на улиците 21 и 2 кои веќе се реконструирани. Предходно ја реконструиравме и главната улица во ова населено место. Продолжуваме заедно со сите вас да ја градиме и развиваме општина Бутел, порача градоначалникот во објава на социјалните мрежи. Од локалната самоуправа посочуваат дека инфраструктурните вложувања остануваат еден од приоритетите, со цел создавање поквалитетни услови за секојдневниот живот на граѓаните. Градот Скопје ги информира граѓаните дека утре, четврток, во раните утрински часови ќе се спроведе авионска дезинфекција против ларви од комарци на целото подрачје на градот. Од надлежните служби посочуваат дека доколку временските услови не дозволат реализација на активноста, прскањето ќе биде одложено за првиот нареден ден со поволни временски услови, во истиот утрински термин. Воедно од град Скопје упатуваат апел до пчеларите навреме да ги превземат сите потребни мерки за заштита на пчелните семејства за време на спроведувањето на дезинсекцијата. Акцијата е дел од редовните мерки за заштита на здравјето на граѓаните и намалување на популацијата на комарци во урбаните и приградските подрачја на градот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни.